Утрински стихови од Библијата. 28 август. Помирување преку неговиот син. Зашто, ако сме помирени со Бога преку смртта на неговиот син, додека бевме непријатели, толку повеќе, веќе помирени, ќе се спасиме во неговиот живот. Римјаните 5:10. Исус Христос се даде себе си како целосна жртва за секој паднат Адамов син и ќерка. О, какво понижување поднесе! Како се спушташе чекор по чекор, се пониско и пониско по патот на понижувањето. Но никогаш не ја осквернави својата душа со ниту една валкана дамка од грев. Сето ова го претрпе за да може да ве издигне, исчисти, облагороди и усоврши, и да ве постави како заеднички наследници со себе си на неговиот престол. Како ќе го направите вашиот повик и избор сигурни? Кој е патот на спасението? Христос вели: Јас сум патот, вистината и животот. Колку и да сте грешни, колку и да сте виновни, вие сте повикани, вие сте избрани. Никој нема да биде принуден против своја волја да дојде кај Исуса Христа. Величеството на небесата, единородниот син на вистинскиот и жив Бог, го отвори патот за вас, за да дојдете кај Него, давајќи го својот живот како жртва на крстот на Голгота. Но иако сето ова го претрпе за вас, тој е премногу чист, премногу праведен за да гледа неправда. Но дури и ова не треба да ве оддалечи од Него, зашто тој вели: не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Нека изгубените души доаѓаат при Него такви какви што се, без никакво оправдување, и нека се молат за откупувачката Христова крв, и ќе најдат прифаќање кај Бога, кој живее во слава меѓу херувимите над престолот на милоста. Исусовата крв е најсигурна пропусница, што никогаш не застарува, со која сите ваши молби можат да најдат пристап до Божиот престол.